على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالأموال وشرع لنا إنفاقها فيما هو مصلحة في الدين والدنيا، ووعد ذلك الخلف العاجل في الدنيا والثواب الجزيل في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والإحسان والأفضال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Еден од темелите на ова Аллахова вера и еден од рукновите на исламот, кој Аллах Азза ва Џелле го пропишал и го направил голема основа, е токму давањето на зекат. Зекатот е едно највредните ибадети со имот, со кој човек се доближува до возвишениот Аллах Азза ва Џел. Аллах субханаху ва таала го пропишал зекатот како прочистување на имотот, воспитување и очистување на душата и како помош и поддршка за сиромашните и оние кои имаат потреба. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: "Ва акиму ссалата ва ату заката варкау ма'ар ракиин." И извршувајте го намазот и зекат давајте. И со тие кои го извршуваат намазот и вие извршувајте го. И вели субханаху ва таала: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххируhum ва тузаккихим биха ва салли алейхим инна салатака саканун лахум валлаху самиун алим." Велит Аллах Азза ва Џел, наредувајќи му на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кој е воено наредба и за неговиот уммет. Велит Аллах субханаху ва таала: "Земи од нивниот имот, земи од имотот на верниците, на муслиманите, милостина, зекат и садака, со која ќе ги очистиш и ќе ги воздигниш, и моли се за нив. Прави дова за нив, затоа што навистина твојата дова за верниците и за муслиманите им носи смиреност. А Аллах е оној кој се слуша и е сезнаен субханаху ва таала." Навистина веќе вредноста на зекатот е голема и неговите карактеристики се многобројни и огромни, толку што речиси човек не може да ги изброи. Па од тие добивки и вредности на зекатот е тоа што со него се надополнува и се усовршува исламот на Аллаховиот роб. Бидејќи зекатот, како што спомнавме на почетокот, е еден од столбовите на оваа вера. Кога човекот го извршува и дава зекат, неговиот ислам станува целосен и комплетен заедно со другите рукнови и шартови. Без сомнение, ова е на најголемите цел кон која стреми и бара секој еден искрен верник. Неговиот иман, неговото верување и вера да биде комплетно и совршено. Од Абдулла ибн Умар ради Аллаху анхума се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Бунијал исламу ала хамсин", ау бунијал исламу ала хамса. Исламот е изграден врз 5 столба, врз 5 столбови.
على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. عليه الصلاة والسلام велит, Исламот е изграден врз 5 столбови, да се обожава само возвишениот Аллах. Ове тој шахадет и овие тој таухид, првиот рукун и услов на ова Аллахова вера. Потоа извршување на намазот, како втор рукун после шахадет и после таухид. А потоа трето доаѓа давање на зекат. После таухид, после намаз, доаѓа највредниот ибадет, највредниот рукун, а тоа е давање на зекат. Потоа постење на месец Рамазан и обавување на хаџ. Од неговите вредности е тоа што зекатот е причина за влегување во џеннет. Се пренесува од Ебу Ејуб ел-Ансари ради Аллаху ан, дека некој некои дела кои ќе бидат причина за влез во џеннет, кои ќе ме воведат во џеннет. Па му рекол Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Велит алейхи салату ва салам, да го обожаваш Аллах азза ва джел и да не му припишуваш ништо за здруженик, за соучесник и за партнер. Потоа да го извршуваш намазот, да го даваш зекатот, што значи зекатот од оние дела кои се причина за човек да заработи џеннет. Да го даваш зекатот и да ги одржуваш роднинските врски. Од неговите вредности е тоа што зекатот е доказ за искреноста на иманот и на верувањето на оној што го дава зекатот. Затоа што во основа имотот е сакан кај луѓето. Имотот е сакан кај душата на за човекот, а она што човекот го сака, не го дава, освен за она што го сака повеќе. Верникот го сакат имотот и секој еден од нас го сакат имотот, но правиот верник го дават она што го сака, тоа е својот иман, својот имот за она што го сака повеќе, а тоа е зекат. И ова е доказ за искреноста на неговото верување и за искреноста на неговиот иман. И поради тоа, зекатот исто така се нарекува садака, кој иде од зборот сидк, искреност, која садака, кој зекат е доказ за искреноста на иманот на оној кој го дава. Возвишениот Аллах азза ва џелле вели: "Ин тубду садакати фани'иммахи, ва ин тухфуха ва ту'туха al-fuqara фахуа хайрун лакум, ва юкаффиру анкум мин сејиатикум, Аллаху бима та'малуна хабир." Ако јавно давате садака, тоа е зекат. Ако јавно го давате, тоа е убаво. Но ако тоа го направите скришно и им дадете на сиромашните, на оние кои имаат потреба, тоа е подобро за вас. Зекат мора да даваш, дали јавно или тајно, мора да даваш. Оне што е јавно е добро, но она што е скриено, што му се дава на оние кои имаат потреба скришно, е многу подобро за тебе. И тој, Аллах азза ва џел, со ова дело ќе ви ги покрие вашите лоши дела, а Аллах во потполност го знае тоа што го правите. Од неговите вредности е тоа што зекатот го прочистува и ги воспитува моралните особини на оној што го дава зекатот. Го чисти неговиот ахлак. Го извлекува што е најбитно од редот на скржавите. Зекатот е причина за човек да излезе од она група на скржави и го внесува во групата на оние кои се дарежливи и милостиви. Затоа што човекот ќе навикне својата душа на давање. Во најмала рока, секоја година треба да дават зекат. Со ове е причина човекот да се навикне да дава заради возвишениот Аллах азза ва џел. И тоа постепено дарежливоста и давањето му постане негова природна навика.
со која навика Аллах Азза ва Джелле задоволен и за која навика и теа како добро наградува Субханаху ва Таала. Од неговите вредности е тоа што зекатот рече најголемата причина за широка душа, за широкоградност и за незината смиреност. Ове е нешто што е познато, што е испробано. Давањето, зекат или садака и дарежливоста се меѓу причините кои го исполнуваат срцето со радост и смиреност. Но оваа корист ја има само оној кој е дарежлив и кој дава со чеф, со искрено срце, со искрена душа, кој го истава имотот свој прво од своето срце пред да го извади од својата рака. И ове е искрен ибадет, и овие е искрен зекат. Прво да излезе од твоето срце, а потоа да излезе од твојата рака. Исто така, една од вредностите на овој рукун на зекат е тоа што го прави исламскиот уммет или исламското општество како едно семејство. Способниот покажува милост кон слабиот, а богатиот покажува милост кон сиромашниот. Така да човекот кој има, кој поседува, кој е снажен, тој чувствува во себе дека има браќа околу себе за кој е должен да биде добар и милостив према нив, како што Аллах Азза ва Джелле беше добар и милостив према него. Како што Аллах Азза ва Джелле велит: и прави добро како што Аллах направил добро кон тебе. Прави му добро на сиромашните и на оние кои имаат потреба, ако си во можност, како што Аллах Азза ва Джелле бил добар према тебе или ти направил добрина. Од неговите користи е тоа што зекатот спречува зулум врз имотот, од кражба, грабеж, напади и слично. Затоа што во основа овие злодела се случуваат поради голема сиромаштија и поради немање на некој кој ќе се грижи за нив, на некој кој ќе им се смилува на ова дуња. И затоа настануваат овие напади или овие грабежи. Додека кога сиромашниот ќе знае дека оние кои се богати, оние кои имаат и се способни, дека тие имаат дел посебно одвоен за нив, тие ќе имаат милост према нив. Ќе имаат милост према оние кои се над нив и кои се помочни од нив. И така се чува друштво. И така се чува од разни злодела, како што се кражби, напади и слично. Од вредноста, браќа, на зекатот е тоа што тој е причина за заштита од жештината на судниот ден. Се пренесува од Уқбен ибн Амир ради Аллаху анху дека рекол, го слушнав Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селеме како вели: секој човек ке биде во сенката на својата милостина, на својата садака или зекат, се додека не му се пресуди меѓу луѓето. На судниот ден, кој ќе трае 50.000 години, во кои години ќе се чека за пресуда на луѓето, каде што сонцето ќе биде толку близу, што луѓето ќе се потат и ќе се дават во своја собствена пот, една од тие категории на луѓе кои Аллах Азза ва Джелле ќе ги чува под сенката е под сенката на зекатот или на садаката. Оние кои давале зекат и кои давале садака. Во друго предание Ебу Хурейра ради Аллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем ни извести и вели: 7 категории на луѓе ќе бидат под Аллаховата сенка на судниот ден, кога нема да има друга сенка освен неговата. Од овие 7 категории го спомна човек кој дава милостина, садака и зекат, толку тајно што неговата левица не знае што дава неговата десница. Најголема причина за заштита од џехенемскиот оган
и најголема причина човек да биде ставен под Аллаховата сенка на судниот ден е токму давање зекат или садака, и тоа тајно, и тоа скриено. Од вредностите на зекатот е тоа што тој го прочистува имотот, го зголемува и материјално и духовно. Кога човекот во основа дава од својот имот, ова дело и ставање во зекат го чува од разни несреки и штети. И може би Аллах Азза ва Джел ке му отвори, ке го зголеми неговиот риск само заради тоа што дават зекат и што дават садака. Ебу Хурейра ради Аллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: садаката, зекатот не го намалува имотот. Зекатот не го намалува имотот. Аллах Азза ва Джел на својот роб не му зголемува поради простувањето, освен чест и достоинство, и никој не се понижува пред Аллах Азза ва Джел од скромност, страхопочитување, а Аллах Азза ва Джел да не го воздигне. Секој што ќе се понизи заради Аллах Азза ва Джел, Аллах Азза ва Джел ќе го воздигне и ќе го возвиши. А спротивното од ова носи спротивен исход и спротивен резултат. Колку луѓе има што биле скржави, што не давале зекат од својот имот, па Аллах Азза ва Джел им испратил искушение во самите нив, или во нивните деца, или во нивниот имот. Така биле принудени заради овие искушенија да потрошат повеќе кратно отколку што требаше да дават зекат. И така пренесува еден шејх кој зборува дека од чудните примери што му е десен, дека еден човек дошол кај судија во судница во Саудија, барајки обештетување од државата за своите овци што погинале. Судијата внимателно го разгледал неговиот случај и се зачудил, бидејќи причината за смртта на неговите овци било гром кој убил 700 негови овци. После кратко време судијата го повикал на собственикот на тие овци, па кога седнал пред него и му рекол: дали даваш зекат за твоите овци? Дали даваш зекат за твоето стадо? Човекот, кога го слушнал ова прашање од судијата, останал запрепастен и долго молчел без да одговори. А потоа само побарал дозвола од судијата да си замини, пошто го знаел веќе одговорот. И е знаел причината за тоа што му се случи. Неговото лице, кога заминуваше, се гледаше дека е лице на кајње, кој бара опрос од Аллах Азза ва Джел, и никогаш повеќе не се вратил во судот. Не се вратил повеќе да бара пари или обештетување за неговите овци, затоа што знаел дека казната поради тоа што му се случило е токму заради неговото или неговата немарност, или заради неговото недавање зекат за тоа што Аллах Азза ва Джелле им го давал. Затоа плашете се од Аллах Субханаху ва Таала. Навистина Аллах Азза ва Джел може би дава време, но никогаш не занемарува. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни олеснит во нашите ибадети, да го расшири нашето срце за давање зекат и садака, и да ни го примат нашиот зекат, и го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да го дајме онаму каде што му е местото, да го примат он нас, да ни наградит и да молесни на свите оние кои имаат потреба. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.